Македонија ризикува да го загуби пристапот до ИПА фондовите доколку продолжи политичката криза. Од делегацијата на Европската Унија во Скопје вела дека состојбата во која се наоѓа нашата држава подолго време негативно влијае на евроинтегративните процеси. Никола Бертолини од канцеларијата на делегацијата на Европската Унија во Скопје истакна дека доколку на кризата не се стави крај, тогаш може да дојде до скратување на фондовите. Може да се случи такво нешто поради тоа што на оваа криза не се гледа крајот. Тоа влијае на земјата и наместо напредок има назадување во процесот на интеграција на Европска Унија. Секако тоа би можело да влијае на скратување на ИПА фондовите. Тој рече дека Европската Унија се уште ја поддржува Македонија, овој пат со грант во вредност од 1,4 милиони евра, како дел од ИПА проектот поддршка за вработување на млади лица. Според него, стапката на невработеност кај младите изнесува 45% и е на загрижувачко ниво. Договорот за реализација на овој грант, кој треба да заврши до декември 2017 година, е подпишан со Агенцијата за вработување. Во овој пред грант ние поддржуваме мерки кои што се за подигнување на капацитетите на невработените лица за вработување, како што е практиканство за прво работно искуство, напредни IT вештини во делот на Java, ICT Cube или така наречено бета тестирање, во делот на потребни вештини на пазарот на трудот, каде што објавивме оглас за 4 вештини. Овој проект предвидува обука на 1400 лица кои се активни баратели на работа и нивна мотивација. Од нив 950 лица ќе се обучат за претприемништво. Обуката на младите ќе се одржи во едукативниот центар, но и во просториите на работодавачите, каде што во текот на 3 месеци младите ќе можат да стекнат знаење и можност за вработување. Европската Унија досега инвестирала 5 милиони евра за креирање на можности за вработување на младите.